Намера или невнимание во Кочани ги гори контейнерите. Состојбата која се повторува секоја грејна сезона годинава за кратко време направила многу штета. Предходната грејна сезона територијалната противпожарна единица во тој аспект имаше 19 интервенции на запалени контейнери. Оваа година, почнувајќи од грејната сезона, досега имаме 4 интервенции на контейнери, што секако го вклучува алармот дека мора навреме да се интервенира и да се апелира од наша страна за да се спречат евентуално појави на пожар од големи размери, каде што најчесто се јавуваат поголеми материјални штети на објектите кои што се наоѓаат во непосредна близина на самите контейнери. Причината за палењето на контейнерите е исфрлање на неизгасена жар, која во комбинација со друг запалив отпад е причина за пожарите. Освен што палењето е опасно за животната средина и може да предизвика поголем пожар, фрлањето на пепел и жар е казниво со закон. Врз основа на член 14а од законот е забрането, палење и уништување на садовите за собирање на смет и палење, закупување и уништување на смет. Истото по законот за јавна чистота е казниво со глоба во износ од 200 евра во денарска противвредност, која ќе му се изрече на секое физичко лице кое ќе биде фатено дека го врши овој прекршок или постапува спротивно на одредбите од законот. За да вакво нешто да не дојде, од противпожарната единица уште еднаш апелира до граѓаните. Граѓаните пред чистењето на нивните ложишта најдобро би било соодветно да ја третираат шарта, односно добро да ја биде изгасната, па дури потоа да биде фрлена во самите контейнери. Инаку, еден контейнер од 1,1 метар квадратен е со цена од околу 400 евра. Пари на истите тие граѓани кои се одговорни за нивното палење. Од тука, секогаш кога ќе се фрли жар, треба да се има предвид дека не се пали ништо туѓо.